Уште едно изгресонце дочекуваме заеднички со вас, почитувани. Ке ви посакам добро утро секое утро на сите вие кои што сте уште во овој момент заедно со програмата на Алфа телевизија. Ке ги поздравам сите оние кои што во овој момент се подготвуваат за на работа, можеби мијат заби или го прават првото утринско кафе, но слушаат што има на екраните. Ке ги поздравам сите вие кои што во утринските часови се подготвувате, имате некакви обврски и посебен поздрав до оние кои што од овој момент се до 6:30 часот, се до 9:30 часот ќе бидат заедно со нас до самиот крај на денешното издание на Добро утро секое утро. Она што можам на вас кои што сте покрај екраните, тоа најчесто се можеби родилки кои што се на породилно отсуство од работа, мајки кои што ги чуваат дечињата, тоа се можеби бремени жени кои што користат породилно отсуство и секако нашите редовни гледачи и пензионерите. За она што можам вас да ви го наветам, вие кои што ќе бидете до самиот крај заедно во нашето друштво е навистина одлична содржина. Денеска ќе имаме теми поврзани со психологијата, знам дека тоа привлекува сериозно голямо внимание кај вас. Ќе зборуваме за стравовите. Ја поканивме психологот Тијана Ивановска со која што ќе зборуваме за стравовите и како да ги надминеме. Доколку имате некаков страв, задржате се тука на Алфа затоа што можеби токму денеска ќе ви помогнеме да го пребродите овој страв. Впрочем, поврзано со психологијата и со психолошките проблеми, нашата колешка Ивана посети и една трибина која што се случуваше вчера вечер. Станува збор за трибина поврзана со насилството и менталното здравје кај децата, младите, жените и постарите лица. Таа оттаму ќе ни ги пренесе сите детали и сите случувања поврзани со оваа тема. Ке зборуваме и за етеричните масла, како тие можат да ве опуштат и кои се придобивките од нив. Ке ја имаме секако рубриката секој петок, знаете дека веќе од неудамна е воведена рубрика поврзана со нашите колеги од информативната редакција, па секако тука ќе имаме при крајот и таков појас каде што ќе зборуваме за значајни актуелни случувања. Што се однесува до телефонските јавувања со вас, денеска имаме слободна тема за дискусија, размислете си добро зашто сакате денеска да дискутирате, односно какви теми сакате заеднички со вас да опфатиме во Добро утро секое утро. За оние кои што се подготвуваат и за оние кои што сакаат да си го испланираат денот, во продолжение ќе ви известам каква ќе биде временската состојба денеска. Сончево и топло со мала до умерена облачност, попладнек има локална појава на краткотроен пораен дожд и грмежи, ќе дува умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северозападен правец, УВ зрачењето ќе изнесува 8. Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне со услови за краткотраен дожд, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Високи температури денеска, затоа доколку излегувате облечете се лесно и секако ставете заштитен фактор на себе си за да не изгорите од сончевите зраци, бидејќи УВ зрачењето е 8 како што кажав. Да не изумам на самиот крај, денеска е 7-миот ден од месец јули, а 7-миот ден од месец јули се памети по еден убав и значаен празник за христијаните. Ке им го честитам празникот на сите оние кои што денес го празнуваат Иванден. Нека им е среќен именденот на сите кои што го носат ова име, вклучувајќи го и мојот колега кој што ме снима во моментот. Во продолжение мислам дека дојде време 29 минути по 6 часот. За кратко ќе погледнете вести на Алфа телевизија, првите вести за денес, а потоа ви ветуваме одлична содржина. Се надевам дека ќе бидете заедно со нас, ќе се дружиме и секако телефонските јавувања се тука за вас. Слободна тема. Тука постои можност каде што можете да ни дадете по некој предлог за некоја тема во иднина. Бидете заедно со Алфа, се до 9:30. Добро утро секое утро започнува во овој момент. На 2 минути по 7 часот. Добро утро секој утро посакувам на сите вие кои што во овој момент се вклучувате на програмата на Алфа телевизија. Вие сте заедно со утринската програма. За оние кои што подоцна се вклучуваат, уште еднаш би сакала да им го честитам празникот Иванден на сите кои што денеска го празнуваат, да честитам именден на сите оние кои што го носат името Иван и секако Јован и така натаму поврзани имиња кои што празнуваат денеска. Во овие минути ги
отвораме телефонските линии на Алфа телевизија и зборуваме заедно со вас. Ова се вашите минути почитувани. Можност да се вклучите медиумски и да предискутираме за различни случувања и теми и настани. Слободна тема денеска поставуваме. Знаете дека во петок ви даваме можност да дискутирате за различни теми, што е она што е одбележува седмицата според вас, личност, настан, секако можност да предложите некоја тема која што сметате дека е значајна, а ние можеби сме заобиколиле. И така натаму, ќе го поздравиме првиот гледач доколку веќе го имаме на линија и ќе посакам добро утро. Да, доколку го имаме првиот гледач, ќе ги замолам од режија да ми алармираат за да знам, за да не должам јас и да не чекаат. Слободна тема денеска, како што споменав, можеме да зборуваме и за психолошките теми за кои што споменав во воведот од денешното издание на Добро утро секое утро. Зборував дека денеска ќе имаме гостинка, ви најавив, се работи за Тијана Ивановска. Магистар Ивановска ќе дојде овде да зборуваме заедно со неа за стравовите. Ќе опфатиме неколку типови на стравови. Најчести стравови со кои што луѓето се соочуваат, страв од лив, страв од вода и така натаму. Па можеме да продискутираме заеднички со вас и за оваа тема, а да ви нагласам дека во рамките на тој разговор ќе имате можности да се вклучувате исто во живо и да искомуницирате токму со психологот за некој совет. Јавуваат од режија, првиот гледач веќе е тука, за да не должам јас, веднаш посакувам добро утро. Добро утро, Белјано доктор, ако се слушаме. Ве поздравувам, господин Билјан, повелете. Благодарам, вака. Прво многу ме тишти, ме мачи нешто, значи што во мојот ормар чувам негде околу 20 килограми фактури и значи кои што нема веќе кај да ги чувам. И затоа сматам, то мое размислување, овие, то посебно комуналните предпријатија, струја, вода, нискоградба, колектори и така натака, сите тие, значи, стварно да земаат простор и значи ни прават проблем. Па да продискутираме како тема. Значи, дали може тие наши предпријатија, да речеме од први до трети месец, значи во текот на годината, да ни пратат, значи посебно само еден лист хартија каде што ќе пишува од први до 12 месец, значи дали сме платиле или не сме платиле. Значи, место да чуваме 12 фактури од еден вид на сметки, значи ќе чуваме само еден лист, каде што ќе биде од една страна, значи и подсетник, дали сме ги измериле трошковите или не. И ако не сме да ги измериме, а со тоа, значи и да не чуваме непотребно толку голем товар на хартија во домовите и да ни прават проблем. Дури сум и за тоа, ако треба и да ми ја наплатат, значи таа 13-та черечна фактура како опомена или известување дека значи јас во текот на годината сум закаснал, не сум закаснал, сум платил, не сум платил, али ќе чувам само за една година само еден лист хартија, тоа е значи како еден вид значи известување. Да, со тоа ќе се штеди и на хартија. Во една прилика зборувавме, верувам дека сте вие истиот гледач, јас паметам дека ја дискутиравме оваа тема и многу ми се допадна. Дури тогаш побарав да оставите и контакт за да продискутираме подетално за овие предлози, да ја разработиме ние како медиум повеќе оваа тема, затоа што навистина е од користи за природата, не само за нашите домови. Јас мислам и со вас го дискутира со ово, меѓутоа значи оставаме на тоа, само треба да продискутираме ништо. И мислам дека стварно ќе бидеме растеретени многу од граѓаните, да речам 99%, ајде да не речам 100%, 99% ќе бидеме растеретени од тој баласт на харти. А мораме да ги чуваме затоа што имаме примери, случаи каде што после 10, 15, 20 години се јавува фактура која наводно не е платена, не била платена, немало опомена и за сметка на тоа фактички треба некој пример, ќе кажам, за еден денар некој што значи останал борчлија на некого, треба да плати 14.000 и кусур денара, значи за останат долг, неплатени сметки и слично. Мислам дека ова како значи барам помош, молба, значи да се ослободам од овие премногу фактури што ми прават проблем во домот. И сигурно многу ми
Да. Војните? Сакав да се надоврзам дека многумина се соочуваат. Речиси секој дом се соочува со овој проблем кој што го кажувате, затоа што сите на некој начин ги чуваме. Дали Да. по шкафовите како што по плакарите како што кажавте, дали во подрубите Мора да некаде ги чуваме. ги чуваме, да, тие сметки и се трупаат и се трупаат. Јас не можам убаво тука да видам на екранот, но мислам дека истекоа вашите минути. Ви благодарам за вашето јавување, благодарам за овој убав предлог, корисен предлог за секој од нас кој што го споделивте со нас. Бидете и понатаму во нашето друштво и ве поздравувам и секое добро ви посакувам. Добро утро му посакувам и на нашиот следен гледач. Втор за денеска. Добро утро. Ало, добро утро, секој утро, Александра. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа. Како сте ви денес? Добро, ве најдов, него добро ни дојде ти во утринската вака да ни огрееш малку дома. Ни огреа, да ти кажам, уште у 6:25, тука бев со тебе. Се разбудив, те гледав, баш убаво освежување од Сабајле. Не знам тебе колку често вика Искра тешко станувањето, ти оној пат спомна дека е тешко станувањето. Памтите, си памтите. Кажав, така е, тешко ми е. Дека си тука да не освежиш. Да, јас признавам многу кога ќе седнам на столчето, мислам дека заборавам дека не сум спиена, така што и во ваше друштво е секогаш се полесно и поедноставно. Сега само утре сабота да не работите, тоа не ми се допаѓа, ама вајде ќе ме послушаат уредниците да не ве викаат во сабота на работа, пошто и така и одмори се и не ве не гледаат, не е толку голема гледаноста. И тогаш зборевме еднаш кога беше во емисија. Сега да ти кажам, прво Иван ден да честитам, прво на мојата внука Ивана. Да, жива и здрава. Да, таа е така прекрасна личност како тебе, една мила, една таква, што да ти кажувам, внукичка моја. После на сите Ивани, на сите таму, на твојот колега што го спомна Сабајле. Да, и колешка имаме, да не се налути во режија, имаме колешка Ива, секако и нашата драга Ивана која што е дел од утринската програма. Да, Ивана, колешката Ивана исто, и Ивана Крстевска, и сите Ивани, и сите Иван некој, и Јован, и тамо што и сите што го носат тоа име, нека бидат живи и здрави, и воопшто сите луѓе нека бидат живи и здрави. Значи воопшто сите нека бидат, дали се викаат Јован, Иван или Хасо или Асим или како било, сите да бидеме живи и здрави. Значи независно како се викаме, битно е дали сме луѓе или не сме луѓе. Значи Александра, се слагам, види, знаеш како се нервирам кога ги даваат ова позади, а ти си толку прекрасна и Искра, кога ми ја даваат така, позади ќе дадат у позадина, уместо тебе да ти ја дадат на сметката, ние сега гледаме некои луѓе, некои згради. Па добро, тоа е за инсерти за да се разбие монотонијата, сега цело време нас да не гледате, тоа сакаме да го размрдаме екранот. Зборувавме, значи, за психолошкото, после ќе имате тема психологија. Како јас ќе си ја наполнам душичката, ако гледам онамо позади, тие луѓе сум ги гледала нонстоп, не ми даваат зраци како ти што даваш. Нека малку те подаваат вака тебе некои луѓе што се вака зависни од добри луѓе како мене. Слободанка, после ќе зборуваме за стравовите, ќе ве поканам и вас доколку сте во можност и покрај тоа што се јавивте сега, доколку сте во можност, доколку имате вие, не дај Боже, некаков проблем со некаков страв или некој ваш близок, можете да ја исконтактирате нашата гостинка, таа ќе биде отворена за дискусија и за помош околу проблемот наречен страв од нешто. Јас да ти кажам, Александра, сега у последно време се плашам, знаеш што се плашам? Мислам, тоа е страв сега под наводници, да го кажам. Значи, страв од лоши луѓе, од лоша енергија. Овој Зоран Крстевски што вика вампири, нели, под наводници ги става. Кој ќе те сретне и ќе ти ја земе енергијата, нели, ќе те исцица. Едноставно, и морам да се заштитам, го земам телефонот, го ставам кога земски зборам на телефон, само за да се заштитам, зашто тие се па многу опасни. Јас ќе излезам среќна од дома, па ќе ми ја земе цела енергија. Што сум направила после ништо, капната се враќам. Значи, и тоа е страв, и тоа е некој вид страв. Така да уште еднаш драго ви беше што се вклучив. Поздрав и убав викенд. Исто, убав викенд посакувам и за вас. Ви благодарам што ни се вклучивте, ви благодарам што го започнувате денот заедно со програмата на Алфа телевизија. Ви благодарам што сте наша редовна гледачка на Добро утро секое утро. Добро утро секое утро, посакувам и за следниот. Добре ни дојдовте во Алфа, повелете. Добро утро, јас сум Баба Роско од село. Поздрав, Баба Роско, ве познав. Морам ја. Тоа препознатливо смење ваше не може да не го препознае човек. Како сте ми денеска? Дали сте добри? Јас сум супер, кафето го испив,
На здравје. Премих и седнав да ве гледам. Нека ви е на здравје кафенцата. Ама не научивте да стануваме пензионерите рано. У 5 сум станала. Исто, значи исто имаме станато. Да, само да стигнам за вас да ве гледам. Драго ми е ако е така, навистина. Сега да кажам, нека е среќен празникот кој го празнува, кој има имен ден. Нека е честито на сите, нека се вечни. Благо време да честитаме. Друго што да кажам, ја привидејќи слободна тема, вака ќе кажам. Јас вртам 2 дена, ама не можам да добијам. И многу се навредив од една стара жена, што кажа некој глупост, што не може да биде необрука. Сите стари жени. Толку не понижи. Каде кажала вака на И ја програма? замолувам, мислам дека беше и Ивана, водеше емисијата. И дозволи до крај да го каже случајот нојни на 25 години што и се десила, па сега на 80 години да го кажува. И толку безобразно беше што не може да биде. Затоа замолувам, кој има такви разговори со нас, гледачите, да не исклучувате. Па тоа е безобразно. Како може стара жена такви работи да кажува на телевизија, да брука цела нација, не обрука сите. Толку само за тоа звонев денеска, да знаеш. Добро. Добро, тоа е на ваша... Ќе бидам пократка, да оставам место за други, ама 2 дена вртем, не може да добијам да го кажам ова и денеска успеа. Добро, таман на слободна тема, не знам кој е тој случај, не ми е познато. Ќе ја прашам колешката, ќе ми толку грубо. Ќе ни појасни, не знам што било. Била на гинеколог и не знам што и се десило. Па срамоте на 80 години да го прича тоа на телевизија. Па на секунду по нешто се десило у животот. Срамота е тоа и нека го исклучува такви случаеви. Она го остави до крај, се докажа. И многу бев навредена и затоа се јави сега. Ајде, пријатно затоа. Благодарам за вашето јавување, легитимно е право е да си кажете ваше размислување. Повторно ќе речам, не можам да знам што се случило и не можам да дадам коментар. Ви благодарам што и вие го започнувате денот заедно со Добро утро секој утро. Би сакала да се потсетиме што значи всушност Иван ден. Ќе го замолам гледачот доколку е на линија да не почека кратко. Ќе бидам кратка. Сакам заеднички со вас да зборуваме за овој голем христијански празник. Иван ден е еден од големите христијански празници од летниот циклус, каде се слави раѓањето на Свети Јован Претеча и Крстител Господов. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонцестој, односно со периодот од долгодневницата. Така се нарекува. Овој празник во годишниот круг празници е симетричен со празникот Божик. Денот поврзан со зимскиот сонцестој, односно со периодот на краткодневницата. Овие два празника ги поврзуваат и повеќе обичаи и верувања поврзани пред се со сонцето. Во таа насока се и обичаите и верувањата поврзани со огновите. Ритуалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иванден. А тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањето во нивната магиска моќ. Верувањето пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало 3 пати е поврзано со тоа што Иванден се паѓа во најтоплиот период од годината. И навистина е така, топли се овие денови, се уште се држи како и од минатото. Ова е дел и сегмент поврзан со денешниот празник Иванден, да се потсетиме што всушност за нас христијаните значи овој голем ден, 7 Иванден. Добар ден му посакувам на следниот гледач, ви благодарам што ме почекавте. Ало? Добар ден. Добро утро. Добар ден, прекрасна Александра. Ви благодарам. Добро утро, јас добар ден ги мешам работите навикната од збор по збор. Добро утро, после добро утро иде добар ден. Ако ти е денот добар, да си цел ден си разрешав. Држи вода, така е. Голем празник, ама не е многу познат кај нас. Али Ивановото цвеќе е познато, али не знам за што се користи. А многу е убаво Иваново цвеќе. Така да би требало да ги објаснат
зашто се користи. Драга господи, јас ќе се обидам да најдам, но доколку не успеам да најдам за овој податок, ќе ги повикаме сите повозрастни кои што не гледаат во моментот да ни се приклучат и да ни помогнат да се потсетиме заеднички за овој празник со нив. Така, затоа што штета е малку познат. Знаеме кои празници не ги забораваме и ги памтиме, али Иван ден многу малку имаме познавање за него. Јас имам и книги за билки, али не можам да најдам во ниједна нема не пишува за Иваново цвеќе. Знам кое као цвеќе го познавам во ливадите, обично ги има на планинските места повеќе, него на друго место не знам кај ги има. Јас би сакала да го подржам првиот господин што збореше за папирите што ги добиваме за наплата на сите сметки, било за струја, било за вода, заедничко чистење и свито, телевизија, телефон, се, би требало да се усогласи со предложите на народот и захтевите, затоа што стварно се собираат многу хартии и тоа е ужас нешто, што не знаеш што да чуваш, што да фрмиш. Така да тоа е едно оптеретување на народот и сите оптеретување што ги трпиме, те покачување на цените, овој го судате, оној го тераат во затвор, овој побегнал, тоа ни е поголемо оптеретување, а уште додатно оптеретување ни е со сметките. Така да тоа би требало стварно една емисија да се постави и да се разгледа и размотри како да се ублажат чувањето на сметките. Исто би сакала Александра да предложам хронично болните што ги праќаат на комисија како да им се ублажи чекањето, да не би чекале толку месеци за да ги повикаат на преглед и за да не чекаат и да се нервираат, повеќе се разболуваат него што се лечат. Тоа мислам исто е една тешка тема, да многу болни што имаме во државата. Благодарам за слушнувањето и пријатно и се најубаво, па може би утре ако бидеш пак ќе се чуеме, ако добијам. Само не заменувајте, дали за Иваново цвеќе мислите на она Иванова трева што е жолта? Да, тоа е. Најдов, останете да слушнете најдов податоци? Да. Молам? Најдов податоци, сега ќе ви пренесам, останете заедно со нас на Алфа да чуете најдов некакви податоци на интернет поврзани токму со ова што го споменавте и ви благодарам за вашето јавување. Еве за ова што го спомена нашата гледачка, таа вели не се сеќава за што всушност е корисна оваа Иванова трева, исто така се нарекува Иванов цвет. Еве што споделува една девојка на интернет, да вели широко достапната Иванова трева со векови се користела за правење на ливадски венчиња, а традиционално е позната и како растение кое лечи бројни заболувања на внатрешните органи и кожата. Обично ја берам крајот на јуни или почетокот на јули. Значи, овој период се бере Иванова трева и самото нејзино име кажува дека треба да се бере со денови блиски до Иванден. Ете така, ќе ги замолев туку што ми ја прочитаа мислата од режија, да погледнете и самото нејзино име кажува дека треба да се бере значи во деновите блиску овој празник, денешниот, па токму сега е периодот да ја споделам и оваа корисна информација, зборува Катерина. Се надевам дека ќе ви се најде како помош за нега и освежување на кожата, посебно на рацете и стапалата, или пак за залечување на мали рани, вели Катерина. Еве како изгледа всушност, па многу често ја гледаме овој Иванов цвет, односно Иванова трева. Уште краток сегмент, расте високо до 1 метар, а се наоѓа на суви ridести ливади и пасишта покрај пат во шумите. Има препознатливо златна жолта боја на цветовите кои се групирани во гранчиња и мирисаат на мед, а ливчињата се ситни во вид на иглички. Цвета од јуни до септември. Корисните својства и се припишуваат на горниот дел од тревката и тоа за време на цветањето, а да се зачува за зимските денови се суши на ладно и проветрено место, пошто се пакува во тегли и се чува на ладно и темно место. Ќе продолжиме понатаму за Иванова трева, уште некој податок до крајот на овие телефонски јавувања, но да не чека нашиот гледач на линија. Добар ден, добро утро. Ајде, благословен ден, да не ве чека, да ве поздравам, потоа треба да одам во храм и таму да се помолам, честит да е денешен. За многу години, отец.
благодарим за години на помош, да деносат и раѓањето на Стиван Крстител. Само да кажем да ги поздравам сите што имаат името Јован, што носат Иван ден и така на сите верници кои се молат денес кога не бидат во молитвата слушани и нас дали Бог и Светиот Крстител да ни слушни молитва, се молиме за вас. Само да кажем на денес ден роден е Стиван Крстител, кој пред 9 месеци точно ангел Гавриил на неговиот татко Захари и неговата мајка, таткото кој беше прво свештеник служеше во храмот. Меѓутоа бе во минати години, во стари години и Захарија или Савета не се надева дека ќе има дечина, дека ќе има благодата. Во тоа време се третирало оние родители кои нема деца дека биле грешни многу, затоа ти биле праведни, се молеле. На денешен ден токму Архангел Гавриил кога служил Захари во храмот му се рекол дека ќе имате син и ќе му нададеш името ќе биде Јован. И од тогаш Јован занемел, се додека не се родил Захари, таткото занемел, бил малку и неверен, не поверувал во тоа, дека не е можно, меѓутоа се било се така, кога дошло да се роди на денешен ден Свети Јован, и многу луѓе се прашувале како ќе му биде името, тој само зел на хартија, написал Јован и така тогаш проговорил таткото Захарија. И Свети Јован дојде да не беше светилен, него да говори, да сведочи за светилјата за Бог Исуса Христа, проповедаше. На 2 години само ова е многу важно за гледачите. Татко му почина во стари години, после 2 години, кога Ирод ги бркаше дечината, кога бега по шумите Јордански во Јорданската пустина во гора, остана на 2 години сами без мајка. Замисли се, детен се од 2 години во гора, во шума, без татко, без мајка, на такви услови, на дворешни услови, времина, невремина, дождови, снегови, сонцина. Замислете, кој го чува? Ај како да не веруваме дека нема Бог, дека мора да веруваме ние. Значи, на 2 години, денеска дете да го чуваш во услови, во сово и така натака, значи, пат не може да извеш на крај, а негали во гора препуштено само на себе. Некој го чувал, некој го учил, некој го хранил, некој го научил да зборува дури. А се хранил Јован со билки, со диви медо и така натака. Кога дојде времето се прослави, кога проповедаше патот, го расчистуваше дека ќе дојде Спасителот и го крставаше наравно на 30 години, го крсти Исуса Христа на реката Јордан. И затоа се роди пред Исуса Христа 6 месеци и за да го крсти него, и затоа се вика претеса. И претеса, затоа што дојде през Христа, крстител затоа што го крсти Исуса Христа. И наравно таму кога го крстај Исуса Христа, не продолжуваме и понатака, нека кога ќе дојде, мислам, другите дани како што јас крставањето така натака, и тоа ќе кажеме нешто. Толку сакам да се само да ви се јавам, да го честитам денот и добро така што споделувате тие обичаи, ги се практикувате и со Иваново цвеќе и други се плета свечени така натака. За нас е најважно молитвата и да веруваме со. Ви благодарам, поздрав за сите гледачи. Јас сум од срце благодарна. Од срце благодарна што ете го споделивте житието. Убаво е вака компетентна личност кога ќе ги каже овие податоци. Сакам да се надоврзам на утецот дека Свети Јован е еден од ретките свети личности во христијанската вера, кому Светата црква му посветила повеќе празници, како што е раѓањето на Свети Јован Крстител, отсекрување на главата на Јован Крстител, собор на Свети Јован Крстител и така натаму. Од тука може да се види значењето на овој лик во христијанската вера и воопшто во верувањата на нашиот човек. Во народниот живот и во народното верување, светците си доделувале одредени на некој начин титули или признанија. Свети Јован се смета дека нему му припаѓа кумството, односно побратимството. Добро утро му велам и на нашиот следен гледач. Добро дојдовте. Добро утро. Повелете. Јас можам да зборим, јас припачам ова тема што е јасно ми е све. Дали можам да излезам малку од темата, бидејќи многу пати сум барам нешто може да влезем во контакт. Ние немаме конкретна тема, денес имаме слободна тема и гледате дека пишува слободна тема, тоа што зборуваме за Иван ден е затоа што самиот ден е празник, така што Фала ви многу. Така, повелете. Јас сакам да кажам за јавното обвинителство. Вијам сега борет, јасно ми е. Фала ви многу. Јас сакам со јавното обвинителство нешто, бидејќи ги вајат што се работи во Македонија, што направиле криминалите порано, али би сакал јавното обвинителство да ги отвори темите во фабриките што се рушаа,
во ова земја Македонија, било каде, било во кој град, то би сакал јавно обвинителство што побрзо да ги вајат ови теми на јавност, да гледат народот, бидејќи фирмите како се рушат во Македонија, кој ги земат тие пари од земјиштето од фирмите, то не се знае кој е, како е, се богатија луѓето, работниците останаа по улици, си бегат од градот, од земјата младите, бидејќи фабриките се руши. Тито едно време градише фабрики, а ови нашите паметњаци ги рушат фабриците. Кога се руши фабрика во Жито, Шар, Гостивар, највредната фабрика, најјака фабрика, која беше трета фабрика во светот, трет млин, трета пекара, и денеска ги рушија и никој ништо. По судо и акционери са работените. 62,5% са акционери. Не можат никако да дојдат до судот од 2006 година. Во 2014 година се руши фабриката. И никаква мерки нема, никакви објаснување нема. Ве молам, јавното обвинителство да се дае тоа во јавност, да се чуе. Ја не се плашим од никого. Ако што велат све што муабети имат и претни све живо. Ја не се плашам. Јас сакам да излезат во јавност сите фабриките во Македонија кој ги руши и земјиштата во тие фабрики кој ги користи денеска што ги продават, се градат згради, се градат све што, а вработените седат по улици, го нема добиено и оно што им следуваат. Побарувањето нивно го нема туше земано, ни стаж, ни плати, ни ништо. Ве молам, уште еднаш ви кажам, јавното обвинителство да си земат мерки со ови работи. Фирмите, каде са, кој ги руши, кој ги земат парите, нивни што ги рушат фабриките и во земјиштето нивно се прават згради. Фала ви многу, ви благодарам, убав ден да имате. И јас сум ви благодарна за вашето јавување. Почитувани, овој блок поврзан со телефонските јавувања овде го затвораме. Гледаме на вести, колешката Слободанка Илиевска веќе е подготвена во соседното студио. Гледаме вести, по вестите повторно се отворени телефонските линии само за вас. Бидете со Алфа. Така е, тоа беа најновите случувања во државата и во светот, а ние сега продолжуваме со содржините поврзани со Добро утро секое утро. Во продолжение ќе им посакам добро утро на АМСМ и ќе ги поканам да ни се приклучат и да не известат за тоа каква е состојбата на патиштата низ државата. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам. Повелете со вашиот извештај. Ви благодарам. Изутринава сообраќајот на државните патишта за сега се одвива непречено и по суви коловози. Што се однесува до сообраќајот надвор од градските средини, бележиме умерена фреквенција на возила, додека пак на граничните премини од македонска страна за сега нема поголеми задржувања за влез и излез од државата, меѓутоа очекуваме во текот на денот да се значително се зголеми фреквенцијата на возила. Како и секогаш, на учесниците во сообраќајот им препорачуваме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно управување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде поради променливите временски услови во изминатиот период имаме можност за појава од посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации гледачите може да не добијат на веќе добро познатите броеви 15555 или на бројот 196 доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се од Автомотосојузот на Македонија за ова утро, но ние кои патуваат им посакуваме безбедно учество во сообраќајот, а вам пријатен работен ден. Благодарам Дамјан Андреевски од АМСМ, пријатен работен ден до вас и до вашите колеги. Благодарам за извештајот и јас ќе се надоврзам со вас. Посакувам среќен пат за сите вие кои што се подготвувате да излезете на патиштата. Возете внимателно, почитувајте со поставената сообраќајна сигнализација. А ние почитувани продолжуваме да зборуваме на слободна тема. Петок можете да дискутирате за се она што сметате дека не е доискажано, не е кажано или да дадете некаков предлог како што беше
беше и во првиот дел од телефонските јавувања. Добро утро му посакувам на нашиот следен гледач. Добро утро. Добре дојдовте и повелете. Јас многу не се разбирам не знам зошто го измешавте Иван ден. Тонот не ми е намален сега момент. До крај. Свети Јован Крстител и Иван ден зошто го измешавте, не знам. Тој Не е измешано. Денеска се празнува раѓањето на Свети Јован Крстител и се нарекува Иван ден. Тоа е. Не знаев. Ете, затоа сме тука да ве научиме нешто. Ако сум остарел, не знаев дека... Нема тоа грешка, значи тука сме да си кажеме, да си помогнеме и да си научиме. Свети Јован Крстител е светец кој што има повеќе празници во текот на годината. Денешниот ден се го празнуваме неговото раѓање. Добро. За жал, страмно е на годините што не сум знаел дека. Не е ништо срамота, се учи. Како вело, додека сме живи, учиме и учиме. А друго, да речеме денеска, пошто е празник, јас не би зборувал за политика или за било шо. Доволно е што се информирав што е и како е со Иван ден. Фала многу и се најубаво ви посакувам, поготово денешниот ден како празник да си го помините убаво. Благодарам. Драго ми е што дознавте нешто од нас. Верувам дека гледачите кои што знаат многу повеќе за овој празник имаат можност да се вклучат. Верувам дека ќе се јави некој до крајот на оваа можност на телефонски јавувања која што ви ја нудиме, па заеднички со вас да споделиме, вие кои што сте повозрасни или низ разни краеви од нашата татковина, на различен начин се празнуваат празниците, па ќе ми биде драго доколку слушнеме некој адет или некој обичај од некој крај од внатрешноста. Добро утро! Ало. Добро утро! Добро утро, Ивана. Добро утро, Александре. Ако нема проблем. Се прекрсти. На Ивана да и го честитаме именданот, верувам дека не гледа утринава. Нека е за многу години денешниот празник. Јас си имам внука Ива и го честитам името. Сега да е жива и здрава. Си се радувам многу, таа веќе е голема студентка. Меѓутоа да кажам за адето во Прилеп. Во Прилеп денеска нема куќа кај што нема кравајчиња со бомбончиња, со шекерчиња од осоа. Поготово во куќа кај што има дечиња. И јас кога беше мала внуката месец, па ги собирав децата, па пеевме песни и така, меѓутоа сега тие се големи и нема за кого да месам и така нема за кого да правам. Ете за адето да кажам конкретно за во Прилеп, то ме радува убав ден, сончев ден, како да кажам, еве тие дождови, некако ајде да се куртулиме од нив, да помина и така. Меѓутоа не сакам за политика да зборувам, меѓутоа ќе зборувам за една огромна неправда што еден човек спомна и просто ме повлече за јазик на овој убав ден да зборувам, меѓутоа е вистината и за вистината не треба никој да се ути. Каде отидоа нашите фабрики? Каде се, кој ги собра нашите фабрики и денеска што се руша фабриките. Фабриките се руша, работниците надвор од фабриките, нити осигурани, нити му е платен стаж, ни ништо, кој каде знае се снајдува. И се прашуваме ние каде отидоа фабриките. Па се знае кај отишле по туѓи џебови. Меѓутоа јас пак да речам, дали тие луѓе што тоа го направија има воопшто греф? Дали воопшто помислуваа на тие дека има семејства, дека имаат деца, дека треба деца да школува и се? Не. За жал, наместо нешто да се обнови, тоа продолжува да се руши и да се растура. Тоа сакав да кажам. Ве поздравувам, Александра, многу. Сите во студио, прекрасни сте. И уште да надобрзам дека слушнав сношти прекрасна емисија. Никој пат не сум ја слушала на оваа Засти, ако можеш. Тоа сношти толку убаво зборуваше професорката Силјановска, што стварно ме воодушеви. Ме воодушеви, стварно не можев да заспием. Благодарам.
Бидете ми поздравени и се најубаво поздрав од Љубица од Прилеп. Поздрав, драга господја Љубица, ми беше драго што си поразговаравме со вас и што ви го слушнав гласот. Наше задоволство е кога ќе слушнеме комплименти од вас за нашата програма и тоа само повеќе не инспирира да работиме и да ви нудиме поубава и поубава содржина. Добро утро му посакуваме и на следниот гледач. Повелете. Добро утро. Слободна тема денеска, зборуваме и за Иванден, се подсетуваме зошто христијаните го празнуваат овој голем христијански празник, кој што се поистоветува со празникот Божик, како што споменав. Зборувавме и еве ќе дадам уште некој податок. Претеча, спомена и отецот кој што ни се јави. Јован Крстител се нарекува претеча затоа што е предходник, со своето учење тој му предходел на Исус, одел пред него и го најавувал неговото доаѓање. Јас ве крштавам со вода, а тој што ќе дојде по мене, ќе ве крсти со Дух Свети. Говорел Свети Јован додека го покрстувал народот. Денеска ќе потсетам дека имаме и гостин кој што е психолог, ќе зборуваме за стравовите, ќе ве поканам да бидете заедно со нас затоа што ќе имате можност да се јавите во живо и да споделите ваше лично искуство или на некој ваш близок доколку се соочува со некој страв. Можеме и за ова да продискутираме и во овој дел од Добро утро секој утро. Слободна тема е денеска, дадете и некој предлог. Ете, имавме досега различни дискусии. Дали го имаме следниот гледач, да не должам јас само нека ми алармираат од режија. Добро утро. Добро утро. Добре, ни дојдовте и повелете. Па јас, како и појкепати, денеска ќе нападнам нечовечноста во нас, со која убајните македонски секојдневно ги губиме. Ниско ниво на постоење. На сите полина во живењето имаме во Македонија. 30 на години нискост пониско не може да биде. Срамно, болно е. За тој што не ги изгубил чувствата. За другите арно е. Гадоста во матно лови. Бистрината, чистотата не ја сакаат. Кој ќе ги исправи работите? Поинако, тониме во непостоење. Живеам во преубаво окриско поднебе, со безброј бајни од Господа, која мака мачи за да обстане, нападнато од нечовечноста, која расте наместо да се намалува. Каква нискост невидено грда. У бајната грдотија ја правиме. Тоа, 30 на години многу го имаме. Темнина, простотилог, невиден. Секој е само до себе, за себе. Обштествена мисла нема. Грабализам, дембегана има. Без заслуга да се има. Без гајле што силно се нарушува убајната од Господа со неморалноста. Страшно е, што човечноста нема. Па ете, нема човеци, го насотиите да почнеме да ги чистиме, кои сами си ги не правивме од себичноста, неморалноста. Благодарам. Благодарам јас за вашето излагање, благодарам за вашето друштво и за тоа што ни се јавивте. Ве поздравувам, секое добро и до следното слушање. Добро утро, веднаш му велам на нашиот следен гледач. Повелете. Добро утро, за многу години. За многу години. И кај мене сликата е застаната, само слуша со глас. Од вчера последне барам во Кабловска, нема се бајле во никој. Вака, ја ќе коментира прво. Ми се чини по мое образованиево, учебниците, мало помалу ми се чини се измена историјата. Ако грешам, нека ме опрости. Ја мисля, така е. Тоа е страм голем. Страм голем за водителите.
Второ, избори овие предвремени нема да дае. Кој ќе имат избори, да се освеси македонскиот народ, да и пратеници професионални, да има што си ја сакаат Македонија, а не што ја продаваат. Тоа е страм што ја продаваат. Каде дојдовме? Најбеше за живи луѓе да јада заев. Тој не само живи луѓе што изеде и државата ја продаде. И докаде ќе одиме вака, не знам. Ќе вратиме децата од странство. А то 5 пати дупло замина ја. Зато обеќање лудо радовање. Македонче, освестите се. Ко песма на Не спите. Се ближат избори. Кога тога ќе дојдат да имат, да направят 65, најмалу да имаат македонскиве партии. Иначе, трно се пишит. Не дај Боже, не сакам. Јас сакам да биде све бело. Јас су трета доба, за мене све исто. Али за младинава да му се осветли денот. И друго, ја мисля, доволно е. Кажав што колку што можев. Ајде, бидите ми поздравени. И дај Боже да е убава, не е убава. Посакувам добро здравие и за вас. Ви благодарам што ни се вклучивте. Сите посакуваме подобро утре, сите посакуваме подобра иднина. Ви благодарам за ите вашите предлози, вашите сугестии, што е она што треба да се промени кога се работи за тоа како функционираат нашите функционери. Една од нашите гледачки спомена поточно нашата драга Љубица од Прилеп денеска се мешаат во Прилеп кравајчиња по повод празникот Иванден, но уште еден обичај интересен е поврзан со празникот Иванден, а се работи за растението папрат. Имено вечерта спроти празникот се бере папрат, а тоа пак е поврзано со верувањето во неговата аптропејска моќ. Папратот се става на постела и на него се спие за здравје, а рано наутро на самиот ден Иванден се плетат венци што се ставаат во бавчите за да ги чуваат од разни болести, временски непогоди, како и други несреќи. Еве уште една информација поврзана со овој обичај, односно со овој денешен празник. Добро утро посакувам на нашиот следен гледач. Добро утро. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. За многу години ќе Иванден. За многу години. На сите што го слават. Нека има здравје и среќа. Аво. Ве слушам, така е. Па се вака. Истите желби ги посакувам и јас. Бев иритиран од една статија на господинот Бугар Оспани. Со Вајлево е прочитан на Фејсбук за околу овие уставните измени. Добро. Одамна се јавам да јас може една година и пушилец. Па вака се јавам. Читам дека е толку сигурен дека ќе има уставни измени и дека ќе има 80 патеници. Ја вика вака едно. Кратко и јасно. Не се надолжак, ми јас да навлегуваме че во шеви и дилеми. Ако јас сум сигурен и моćен, ќе излезам, ќе кажам, готово. Направена работата и не правам два пати муавет. А не да доживеш ти цела година уставни измени, нема, ги нема неговите претеници, а не ќе имаш 80 претеници. Па дај нека кажете едно за секогаш. Ако ги има, нека кажи кој си. Ве слушаме? Да, добро. Се исклучи гледачот. Ви благодарам во секој случај што сте во нашето друштво. Одиме веднаш понатаму, нема да должиме. Веднаш ќе го поздравиме нашиот следен гледач. Добро утро. Добро утро, секое утро. Добро утро, секое утро. Се слушаме, така? Одлично ве слушам. Вака сега, да ти дадам некои идеи за корисни теми за народот да отворите следните емисии. Ајде. Ајде вака сега, запишувај ако можеш памти. Сум си го заборавила пенкалото, така што ќе се обидам да запамтам. Вака сега. Дали беа поважни автопатиштата или да се изградат фабрики и болници? Со 2 милиарди ќе се изградеа и фабрики и болници, односно клинички центри. Второ прашање. Дали македонскиот народ моментално има помалку право од албанскиот, односно дали живееме во апархеид? Потоа,
што се рушија тие спомениците и бистите на писатели и на народни херои, дали е тоа уништување на македонскиот идентитет и дали е тоа случајност? И зошто власта не мрда со мал прст? Потоа, што мислат граѓаните? Дали со државата владее Ахмети и Груби или владее овој Ковачевски, како го викаат? Односно премиерна влада. Потоа, дали мислат граѓаните дека бугарскиот договор, односно францускиот договор беше помеѓу македонците, дали воопшто учествуваат тие од СДС? Или само албанците, односно Дуи преговараше, односно Османи со бугарите и прифати се што побараа бугарите во тој штетен договор. За жал, многу лошо ќе биде. Кидат на варијанта, затоа што целиот див запад, односно душманите од запад, сака да уништат македонската нација и уставот 100% сум сигурен до декември ќе се отвори и бугарите ќе бидат ставени, кидат на разни варијанти на уцени, црни листи, не знам, уцени со затвори на некои од пратениците нивни најблиски, потоа белата куќа, палатата на ВМРО ќе ја уценува да им ја земат и на крај ќе работат куферчиња со милиончиња. Ќе плаче овој заспан народ по Тито и по Југославија еден ден кога ќе се разбуди во туѓа држава. Отворите ја темата кога граѓаните живеева подобро, македонците. Што сакам да кажам? Значи, за жал, македонскиот народ ќе живее во тешка сиромаштија и ќе му биде многу полошо и затоа треба да се освести, да се разбуди, што поскоро да има предвремени избори, затоа што ништо нема да остане од државата и од македонскиот идентитет. Опозицијата исто, да не се плаши од калето, да го поведе народот на протести, да дојдат луѓе патриоти, кои што веднаш ќе ги стопираат овие предамнички договори, барем ако не растураат, да бидеме достоинствени, да не почитуваат од надвор. Добро. Ви благодарам за сите предлози кои што ги дадовте. Очигледно имавте долга листа, можеби и уште предлози доколку имавте време. Во секој случај благодарам што не се вклучивте, благодарам за тоа што сте во нашето друштво. Ви посакувам секое добро до следното слушање. Имаме време и за уште гледачи. До 8:05 часот се дружиме заедно со вас. Добро утро му посакувам веднаш на следниот. Добро утро. Добро утро. Честитки до колегата од Волково, пошто 12 години во програма сум, не? Така е, во програма сте. Дека 12 години бевме у иста бригада, висевме на висини на ово, слободна тема. Слободна тема. Му пожелувам на доктор Васил Тупурковски побрзо оздравување, пошто слушам не е нешто добар со здравје. Ке почнам со една црногорска. Мили Боже, чуда великога, појди од народен правобранител господинот Изет Меджети, па управни суд, па тројца од ЕУ, поздрав и до нив, па преседник Иванов, сите подписи, печати стават. Решењата ни гласеа до ново вработување или пензионирање минимална плата на ниво на држава. Сега ги имам и годините, имам и све, а ја не можам пензија. Пред 6-7 месеци ми одобрија некои 4.000, не можам ни станарина да платам, а сум имал и куќа и стан. Али ја у Бардовци и ово. И ова да кажам, пошто полицајецот искочи у пензија и дојде Мегушка. А валда ти си бил потпуно управу. У сред УЈП цел месец иде секој ден. Викните ми го тој инкасаторот. Тој да платам пред вас. Кој комунали, кој бакрач. По 3 години
идев у водовод. Па 3 години кај покојниот Коста, што беше генерален директор на ЕВН. Он ни даваше многу работа, изведувавме и работа. Не знам више каде да се пожали. Од Марс, од Јупитер, од Сатурн, од Нептун, од Венера, и така натака се гледа нашиот случај. А ја би предложил нешто. Немало шанси да земеш ти превоз, хранарина или теренски, а да не платиш на држава. А камо ли плата? Али би ги предложил да ги дознаеме тие стечајни управници. Тие се тие мабрики што поседуваат. Они да дојдат у парламент, у влада, да ги видиме кои се убици на 300 и кусур илјади што не оставија. Ке ве поздравам. Внимавајте на 3 минути кои што одат на екранот, почитувајте го тоа правило за да не влетате, односно да не земете минути од следниот гледач. Веднаш му велам добро утро на следниот гледач. Добро утро. Александра, добро утро. Добро утро, драго ми е што се слушаме. Убав ден да имаш. Исто посакувам. Фала. Видете, јас се почнам малце со Рашковски. Дали е тоа некој рейтинг сака да подигне СДС, што вака, како да речем, брзоплето, муњевито, одма го собра. Уствари го днесо дома, не го днесо со овој другиот од транспорт и врски што отиде директно во затвор. Него треба сите Рашковски позади него и пред него што ги има сите да ги соберат, сите затвор и парите што ги украле до денарче да вратат назад. Тие се внатрешните штетници. А овие што растурат Македонија надворешно, што одат политичариве, тие вечето треба да сосудат. Ти држава да рушиш, против државата да зборуваш. Абе едно зборче да кажеш, треба одма да санкции за него треба да има, да не излези од затвор. Затоа овие проблеми што ни ги наметна Европа и Америка, сите тие проблеми се од нас внатрешно, од овдека, од издајниците, што крстеа по државиве, што оде и што зборува против Македонија, што прифаќа се и се што. Па тамо ќе прифатат, па овде ќе дојдат, ќе кажат не се прифаќа, ќе преспијат неколку дена, па се прифаќа. Сето тоа со амортизери се правише со амортизации. Народот да не букни, политички игри правеа. Зато немаме таква, да речем, дисциплинирана власт, судство, затоа што и цело судство е вкашкано во тие работи. Ова треба да имаме суд, прав суд. Еднаш спомна таа румунката што беше, како е среди Романија, кој рече судам, затворам, све ивчисти. Тако судија нас ни треба, и арамите да ги втера, и кодошите, и издајниците, све да собери едно место, не у затвор. Патот за Охрид да го копат со казби и со лопати. Тогаш им дојди паметот, ќе речат, водете сметка, не знаете што е да идиш у затвор и да работиш, да копаш. Ама овие некако се уигра и си чутат и не гледат дека тапанот е скинат, кожата на тапанот скината, и тие се чукалката уште тропаат, уште бават. Како да не се случува ништо. Ова е, како да кажам, народецов тоа го дозволува затоа што е многу мирен, многу тив, многу, како да речем, ретко има таков народ. Гледате во Франција што се случи. За еден случај, тоа детето што го застрела, 4500 души се затворени. Горат улиците, продавниците, се лун се прави. А кај нас народом го ништија, никој не станува. Александра, има и убав ден и убав викенд имаш.
Исто, посакувам во остаток од денот и прекрасен викенд, секако со програмата на Алфа телевизија. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Уште неколку минути пред да го најавам прилогот во продолжение, па ќе ги искористам со вас да споделам уште некоја информација поврзана со денешниот празник Иванден. Ќе искористам приликата уште еднаш да им го честитам на оние кои што можеби во овој момент се ги вклучуваат телевизорите и не гледаат ја гледаат програмата на Алфа телевизија. Честит Иванден сите вие кои што го славите денеска празник. Вака велат обичаите поврзани со овој празник. Вечерта спроти празникот жените берат цвеќе што се вика Иванден, кое што веќе го споменавте. Тоа цвеќе го ставаат на ковчезите со алиштата за да ги чува од молци. Потоа се вели дека во Охрид на Иванден ги ваделе рутишчата, ги распостилале по прозорците за да ги види сонцето и ги оставале да ветреат. И во зборникот на браќата Миладиновци среќаваме податок дека тој ден во Воден треви лековити висат на дуќаните за да има повеќе покупници. За вакво вадење од ковчезите на најубавите облеки што пишува и Кузман Шапкарев, кој напоменува дека надвор ги чуваат до заоѓањето на сонцето за да не ги јадат молци. Да, ова е уште еден интересен податок, како што споменав, поврзан со денешниот празник, а на 5 минути по 8 часот ќе ви најавам еден интересен прилог кој што и јас многу внимателно ќе го слушам, бидејќи се работи за сите оние кои што имаме проблеми со заспивањето, односно со спиењето. Слушате внимателно во продолжение, колешката Билјана Божиновска ќе ни раскаже кои се тие 4 етерични масла кои што ќе ни помогнат во спиењето. Лошиот сон може да биде предизвикан од различни секојдневни и хронични проблеми. Проблеми на работа, стрес, висок крвен притисок или едноставно зафатен начин на живот. Телото ќе реагира на сето тоа со борба да се опушти. Добрата вест е дека природните методи честопати можат да помогнат да се подобри сонот. Одредени есенцијални масла, употребени на вистинскиот начин, можат удобно да ве сместат во земјата на соништата. Неколку капки обично е се што е потребно. Истурете ги во дифузер за воздух или додајте ги во тенџере со врела вода, а потоа вдишете апареата или едноставно масирајте се со овие масла. Ова се најдобрите есенцијални масла за кои се верува дека помагаат за релаксација и според тоа за подобар сон. Масло од лаванда. Добро познато по своите разновидни придобивки, маслото од лаванда е исто така добра опција кога станува збор за помош во спиењето. Во голема мера ова е поврзано со други придобивки што ги обезбедува маслото од лаванда, за кое се тврди дека вклучуваат намалување на отчукувањата на срцето, температурата и крвниот притисок, сите процеси низ кои телото поминува кога заспива. Се вели дека маслото од лаванда ја намалува анксиозноста, што е клучно за опуштање на крајот од долгиот ден полн со стрес и напнатост. Масло од камилица. Смирувачките ефекти на маслото од камилица и придобивките за спиење се повеќе општи отколку специфични. Директните ефекти на ова масло врз телесните ритми и температурата се минимални, но кога се дифузира во воздухот, суптилната цветна арома на ова масло има смирувачки и релаксирачки ефект врз умот. Особено римската камилица, со својот свеж мирис на ноти на јаболко, може да биде идеална за смирување. Масло од нане. Пријатната арома на маслото од нане може да ве релаксира, но уште поважно, ако страдате од сезонски алергии или чувствителност на прашина, ништо нема да ги ублажи вашите симптоми подобро или побрзо од дифузијата на масло од нане во воздухот во вашата спална соба. Откако конечно ќе почувствувате олеснување и ќе ви се исчисти носот, преминот кон релаксација, а потоа и кон спиење е сигурен. Масло од бергамот. Маслото од бергамот е добро од повеќе причини, а како што се тврди, особено за оние кои патат од несоница. Познато по своите антиинфламаторни и антибактериски својства, маслото од бергамот исто така го намалува крвниот притисок и го подготува телото за спиење на ист начин како маслото од лаванда и маслото од иланг-иланг. Сепак, како дополнителна придобивка, се вели дека токму маслото од бергамот ги намалува стресните мисли, кои се честа пречка за квалитетен сон. Ставете неколку капки во тенџере со вода, а потоа длабоко вдишете апареата и сонот нема да изостане.
Споменав уште на почетокот од Добро утро секое утро за тоа дека денеска во фокус ќе ни биде темата поврзана со стравовите. Впрочем, ја поканивме магистар Тијана Ивановска од себеслужувалка и со неа ќе се обидеме да пребродиме заеднички стравови кои што вие ги имате. Ќе ги отвориме и телефонските линии на Алфа телевизија за оние кои што сакаат да се приклучат, да споделат со нас можеби страв со кој што тие се соочуваат или некој нивни близок, па можеби Тијана вие ќе успеете да им помогнете. Ви посакувам добро утро и ви благодарам што ве имаме во програмата. Ти благодарам, Бела, за поканата. Задоволство е секогаш да ве слушнеме, секогаш сте со интересни ставови, со одлични одговори на нашите прашања и верувам дека многу им помагате на нашите гледачи. Да започнеме со од почеток, како се вели. Кој е оној прв страв со кој што се соочува човекот? Па, стравот како емоција припаѓа во групата на базични, основни емоции кои што се заеднички за секое човечко битие. И токму поради тоа можеме да зборуваме дека не постои човек кој не почувствувал или не чувствува страв од нешто. Од тука многу е значено да укажам дека стравот еволуцијски се развил кај човекот најмногу во улога на заштита, односно во заштитна функција. Што е целта? Целта е дека ние чувствуваме страв кога не се чувствуваме загрозени од нешто, односно кога нешто од нашата околина може сериозно да го загрози нашиот опстанок на светот. Сега кога зборуваме на страна од еволуцијската теорија, стравот како емоција е првата емоција која што ние ја чувствуваме кога доаѓаме на овој свет. Токму затоа и се смета дека новороденчињата плачат, бидејќи влегуваат во, ја напуштаат безбедната утроба на мајката и влегуваат во непознатиот свет, односно светот на се што е непознато и тек треба да го, нели, тоа можеме да го наречеме како најстариот страв на човекот, можеби. Па да, дефинитивно, затоа што нашето доаѓање на овој свет се смета за нашата прва еволуцијска травма, бидејќи тоа е прв пат кога ја напуштаме комфорната зона и влегуваме во нешто целосно непознато, па токму од тука и затоа на нас луѓето ни е вроден стравот од непознатото и често пати сите луѓе во голема мера помалку или повеќе чувствуваат страв од непознато, а рака под рака со стравот од непознатото се и стравот од промените, така да тоа е еден цел синџир. Она што го прочитав, поправиме секако доколку грешам, е дека еден од најчистите стравови кај човекот е стравот од јавен говор, јавен настап. Дали е тоа така? Како да им помогнеме на луѓето кои што се соочуваат со овој страв, затоа што честопати јавниот говор ни е потребен во работа, нели потребно е понекогаш да покажеме и да застанеме пред повеќе луѓе. Како да го пребродиме овој страв? Стравот од јавен говор е нешто што повеќе си има развиено еволуцијски во поновата ера, да кажам, затоа што со порастот на глобализацијата расте и нашата потреба да одржиме социјален статус повисок, да се покажеме во подобро светло. И тука веќе почнуваат да играат во позадина оние стравови од неуспех, страв од правење грешка, страв од тоа дека ќе се посрамотам и така натака, дека ќе кажам или направам нешто што ќе го наруши мојот углед, мојот социјален статус, ќе наруши сликата на другите за мене. И кога јас работам на овие стравови, често пати зборувам со клиентите дека е најважно пред се да бидат во контакт или со публиката или со соговорникот, да бидат активни слушачи, да не размислуваат секогаш на тоа што треба да го кажат, туку добро да го слушаат прашањето што е поставено. Тоа помага за потоа ние да се искажеме. Апсолутно, затоа што кога јас ве слушам активно, јас сум во контакт со вас. Доколку не сум во контакт со вас, јас ќе бидам веројатно во хиперконтакт со себе и ќе размислувам што ќе кажам, дали да кажам вака или онака. И тука расте паниката. И тука расте паниката, ете така. А кога сум јас во контакт со вас, мене ми е вниманието фокусирано на вас, јас активно ве слушам и од тука се чувствувам поддржана, на некој начин се дозволувам да се препуштам во ваши раце, знаејќи дека вие сте водител, дека имате искуство, дека дури да погрешам може да ми помогнете. Така што ова се некои, да кажам, прва помош што јас ја
давам поврзана со овој страв. Веднаш кога зборуваме околу јавниот говор, ме потсетува и на она излегување на табла. Дали од тука потекнуваат, можеби од каде потекнува тој страв за јавен настап? Може да биде ако носиме некоја траума во минатото, нели, доколку сме биле например извадени на табла и посрамотени пред класот, или можеби сме биле фатени крајно неспремни, тоа сме го доживеале многу травматски со плачење, со добивање лоша оцена и така натака, може да направи да ние чувствуваме некоја длабока внатрешна несигурност поврзана со излегувањето на јавен настап. Така. Ова е многу широка и многу богата тема, Тијана, ќе се согласите со мене. Уште еднаш ќе ги повикам гледачите и од режија ќе ги замолам да ми алармираат доколку има некој гледач, затоа што навистина би сакала да ни се приклучат и тие заеднички да ја дискутираме оваа тема. Јас се обидов да истражувам и се обидов, да, имаме гледач како да предчувствував. Добро утро посакувам. Добро утро, Александра, Игор од Битола. Добре, ни дојдовте, Игор. Повелете, кусо вашето прашање можеби до гостинката, дали имате вие некаков страф или некој ваш близок? Јас имам страф од зборење на телевизија. Аха, кога се јавувате, чувствувате страф, сега во моментот чувствувате страф? Да. Само уште нешто, имам да кажам нешто, Александра, Вчера во Битола ме поздрави од Скопје, сите од Скопје, водители од многу телевизии, беа во Скопје, ме поздравија како телевизиско лице, така, и ми поклонија некои поклони, благодарам многу на сите, ви благодарам многу. Супер, Игор, мора да ве поздравам, бидејќи во интерес на времето не можеме многу да должиме овде, само кусо и јасно, а бидејќи имаме и друг гледач на линија, Тијана ќе дозволите да го поздравиме и следниот гледач. Добро утро, повелете и за вас. Добро утро, Александра, се слушаме по втор пат денес. Одлично, драго ми е. Јас боледувам од Паркинсова болест и сега 15 години. Година и пол како ме пришна сега баш болеста, пошто немам поддршка, не можам да песетам многу, така да ми е сега страв да не легнам само во кревет, затоа ги знам последиците од Паркинсоновата болест. Ако легнам, сама сум, нема кој да биде со мене, така да ми се деси прошла ноќ да заспијам во 6:30 собајлento, да се пробудам во 11:30 со будење на телефон и ништо да не слушнам, и тоа веќе ми проваѓа во страх и почнува и говорот да ми се менја. Благодарам на сослушувањето. Благодарам што се јавивте и што дадовте предлог. Првиот гледач претпоставам се надоврзува на она јавен говор, тоа веќе го продискутиравме како да се работи. Каков е вашиот совет за нашата гледачка со стравот од тоа да остане сама? Во овој случај на гледачката тука зборуваме за реален страв, за рационален страв, затоа што кога анализираме некаква панична состојба, многу е важно да идентификуваме дали стравот за кој што зборуваме е рационален или ирационален. Значи дали чувствуваме страв поради некое искуство или состојба која што вистински ја имаме, или е тоа страв базиран на нешто кое што не е присутно во моментот. Кај неа Паркинсоновата болест е присутна во нејзиното секојдневие, така што еден од начините да се надмине овој страв е пред се да се таа на било кој начин поддржи, барајки социјални контакти, луѓе кои што би биле тука со неа. Затоа што ние не зборуваме дека стравот постои само како, да кажеме, нешто замислено, туку таа на вистина има причина да се плаши, затоа што останувајќи сама може да доживее некаква посериозна физичка последица. Јас како утеха ќе кажам дека не е сама, дека не има нас, и ете нека седне и нека си направи листа, драга господа, направете си листа, подсетете се на вашите стари пријатели, обкружувањето, можеби некого сте подзаборавиле, а сигурно е тука за вас. Во она што сакам да го споделам јас е исто меѓу честите стравови, Тијана е стравот од качување во лифт. Многумина се подготвени да се качуваат многу скалила на сметка на тоа да влезат во лифт. Каков е тој страв? Тука веќе зборуваме за таа, да кажам, категорија на стравови која што е најчесто поврзана со потребата за држање контрола над нештата. И сега повторно не можам да генерализирам за сите луѓе, затоа што постојат и луѓе кои што едноставно имале негативно искуство во лифт. Може би се заглавиле, да, или може би гледале некој филм во кој што се скинала сајлата на лифтот,
онда си прават некој сценарио дека тоа може да им се случи и на нив. Но кога зборуваме за стравот од губење на контрола, тоа е уште еден, да кажам, доста природен човечки страв, нешто што го има кај сите нас луѓето. И оваа категорија на стравови најчесто тука спаѓаат стравот од качување со лифт, стравот од возење со авион, стравот од возење кола и така натака, најчесто се поврзани со некои ситуации во кои што немаме целосна контрола. Така, например, кога се возиме во лифт, ние не го возиме лифтот, туку се возиме во лифтот. Не го контролираме не ние го контролираме. И баш заради тоа може да биде една од причините за страв, но постои клаустрофобијата, нели, како страв од затворен простор, кога зборуваме дека може би дел од нас не се чувствуваат удобно да се наоѓаат во толку мал простор, или пак ако се наоѓаат со повеќе лица во тој мал простор, може да биде тоа простор на паника, и тоа дури и не е воопшто неприродно, затоа што кога стоите во лифт, доколку стоите например со 4-5 луѓе во лифтот, дел од тие луѓе влегуваат во вашиот личен простор. Да. И тоа може да навистина создаде едно чувство на дискомфорт, како велиме личен простор се нашите раце напред од страна горе, тоа е речиси околу половина метар над нас и до нас. Може да се преброди овој страв? Секако, секој страв може да се преброди. Најважно е да се работи на себе. Јас повторно ќе кажам, ова е ментално здраве. Јас не сум љубител на давање на техники quick fix, да кажам лесни решенија. Пред се е многу важно да се отвори убаво досието на било кој клиент и да се види од каде потекнува стравот, но не да го прават тоа сами гледачите, туку да го прават под надзор на лице кое што е експерт во областа, со цел да се види од каде датираат почетоците, кога се појавил стравот кон нешто, и да видиме што е тоа што стои во позадина на тој страв, затоа што најчесто стравот е видливиот дел од нашата состојба, она што најлесно го идентификуваме. Она што стои во позадина на тој страв е всушност целиот процес и она што треба да се обработи. Еден од индивидуалните стравови кој што исто така е прилично чест, барем јас знам да набројам минимум 5 луѓе во моментов кога се работи за овој страв, е стравот од крв. Луѓето кои што имаат ваков страв дефинитивно не можат да бидат лекари, тоа е факт, но мораат да го пребродат со оглед на тоа што понекогаш треба да појдат на лекар да им се извади крв и така натаму. Овие луѓе понекогаш имаат до толкова мера страв што паѓаат и во несвест и така натаму. Постои ли начин како да им помогнеме да го поминат овој страв? Па јас не би рекла дека не може да станат лекари. Јас познавам примери на луѓе кои што имале страв од крв и станале доктори. Со тоа што и во медицината имате, да кажеме, делови од самата професија кои што се повеќе изложени на, да кажеме, земање на крв и така натака, учество во операции и слично. Има делови кои што и не се толку многу, да кажеме, експонирани на тој страв, но сепак најчесто се случува да во нашата глава крвта е асоциација за нешто болно. Затоа што најчесто гледаме крв кога постои нели рана, каде што постои рана, постои болка. И тука повторно се работи за уште една група на, да кажам, дел од тие вродени стравови што се јавуваат кај нас, што ги има буквално секој човек, тоа се стравот од болка и стравот од смрт. Генерално тоа се стравови кои што буквално секој човек ги чувствува. И едноставно кога ќе видите крв, првата асоциација што ви доаѓа на глава е дека нешто боли, значи дали ме боли мене или ја боли личноста која што крвари, сепак асоциацијата е дека болка е нешто болно. Така што и повторно ќе кажам, доколку постои траума, доколку постои во позадина некоја случка во која што имало крварење, повреди, некаква незгода и така натака, голема веројатност е дека овој страв ќе се интензивира. Така. Накусо би сакала да позборуваме, немаме уште премногу време, многу брзо ми летна времето, имав многу прашања подготвено. Страв од мачки. Познавам девојка која што има сериозен страв и буквално паничи кога ќе види мачка, се качува на кревет и вреска буквално. Како го дефинирате овој страв и како да им помогнеме на овие луѓе, дали може некако да си го надминат овој страв? Апсолутно секако, како што веќе кажав, секој страв може да се надмина.
со тоа што во психологијата често пати зборуваме и за научени стравови, кои што како такви се дел од нашето растење, од некои реченици, пораки што сме ги добивале во текот на растењето, например. Да кажеме, јас кога бев малечка, мојата баба ми велеше, да кажеме, опасно е мачка да спие во иста просторија со бебе, може да му ги, не знам, извади очите или некои разни стравови што потекнуваат од, да кажеме, интроектирани реченици ги викаме во психотерапијата, односно научени верувања кои што како такви сме ги наследиле во склоп на нашето семејство, на нашата култура, на нашата традиција и едноставно ги понесуваме несвесно, не сме свесни дека работат во нас и се однесуваме во склад со нив. Така што, ете, можеби кај таа девојка која што вие познавате, постои некоја предвербална, да кажам, интроекција дека треба да се трга од мачки, дека мачките се опасни, дека постои нешто страшно поврзано со нив, а истото тоа може да биде поврзано со било што. Сега јас повторно, нели, нормално предпоставуваме и зборуваме општо, се со цел да дадеме значење на оваа дискусија, бидејќи доаѓаат последните минути од нашиот разговор. Тијана, би сакала да ве прашам колку е развиена оваа дискусија меѓу психолозите, колку луѓето, вашите клиенти се отворени да зборуваат за стравови, се обработува ли оваа тема во вашите канцелари? Па се обработува многу често, нема клиент што не работел на некој страв. Најчесто баш поради тоа што луѓето доаѓаат сега речиси секојдневно со дијагноза анксиозност, дали ставена од психијатар, дали ставена од себе, базирано на Google, а токму во коренот на анксиозноста стои стравот. Или стравот од смрт, или стравот од полудување, зависи каква форма ќе настане, во која насока ќе се движи, но е многу честа тема, најчесто луѓето чекаат, да кажеме, да допрат едно дно каде што веќе влегле во некоја панична состојба, па тогаш кога нештото излегле од контрола бараат помош, но е нешто кое што дефинитивно секојдневно го работиме, така што е многу честа, многу позната тема. Мислам дека треба многу да се зборува на оваа тема, да се сето ова нормализира, затоа што начинот на кој што го зборуваме ние во нашите кругови често пати низ некои дијагнози, фобии, расстройства и така натака. Но всушност стравот е многу природен сегмент од нас, многу природна емоција, исто како секоја друга емоција што ја чувствуваме. И на тој начин е потребно и да се пристапи со цел да се види што е тоа што стои како блокада кај клиентот. Да, интересно е и она што можеме да го заклучиме е дека секој човек се плаши, тоа што вие го кажавте, дека не постои човек кој што не почувствувал страв, но дека секој страв може да се преброди. Може да го заклучиме, нели, на крајот на разговорот ова од вашите излагања. Секако. И секако да разговараат со психолози, да не си оставаат сами на себе да им се таложат работите, затоа што така е потешко и за вас, а и за нив. Она што можеме да им го ветиме, јас на крајот ќе ви се заблагодарам за гостувањето од срце. Навистина верувам дека бевме интересни и она што можеме да им го ветиме уште сега на нашите гледачи е дека и во продолжение, во иднина ќе се договориме со Тијана да разговараме на оваа тема пошироко, односно во следниот сегмент ќе зборуваме за релацијските стравови, така рековме. Тоа е стравови кои што ги имаме, например, родител со дете и останати релации. Тоа ви го ветувам уште од сега. Во продолжение на Алфа гледаме вести, по вестите продолжуваме со содржините поврзани со Добро утро секој утро. Така е, вие сте заедно со Добро утро секое утро. Продолжуваме со нашите содржини. Она што во продолжение сакам да ви го најавам е она што го посети нашата колешка Ивана. Вчера беше на една трибина која се работи за насилството и менталното здравје врз децата, потоа врз младите, врз жените и врз постарите лица или на некој начин врз сите. Што се случуваше на оваа трибина, ни открива токму таа во продолжение. Здравјето не е само отсуство на некоја болест, туку многу повеќе. Состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба.
Особено важно е не само да се работи на зголемување на свесноста и значењето на ментално здравје кај различни категории на граѓани, туку и директно да се едуцира јавноста, да се намали стигмата и дискриминацијата, но и да се поддржат луѓето во ризик. Градскиот комитет на ВМРО ДПМН ја поддржа трибината што се случи вчера вечер на тема насилство и ментално здравје кај деца, млади, жени и постари лица во организација на Аура грижа за здравје. Насилството е негативен општествен феномен со кој што се соочуваме. Семејството е местото како услов за развој на здраво дете или како опасна причина, истакна професор Славица Арсова. Жените се во групата на ранливи категории граѓани кога станува збор за менталното здравје, заедно со децата, со младите, со постарите лица и лица кои што имаат некое телесно или ментално нарушување. Жените, 90% од оние кои што трпат насилство, интимно или семено се жени, и во склоп на тоа имаат и нарушување на психолошката состојба поврзана токму со трпењето на насилство подолго трајно, кое што многу често не се препознава. Од друга страна, жените се тие кои што 2 пати повеќе заболуваат од депресивни состојби за разлика од мажите и она што е актуелно цело време, особено и сега, се депресивните состојби кои што се случуваат во еден ранлив период кај жената, а тоа е бременоста и после породувањето, и е директно и индиректно поврзано со идниот развој и на бебето што додека е мајката бремена, а понатаму во текот на постпородилниот период еден успешен или недобар развој на бебето и на детето во текот на понатамошниот период од животот. А како да се пропусне и како да им помогнеме на жените кога ќе ги препознаеме, кога ги препознаеме дека се сочуваат со некоја ваква состојба? Зборуваме за период на бременост и после породување. Очекувано е да жената во тек на бременоста или после породувањето да биде со некакво променливо расположение, благо променливо расположение, одредена раздразливост, да кажеме, плачливост, но сепак тоа да не го нарушува нејзиното функционирање. Но доколку се тоа е длабоко, односно зборуваме за длабока тага, зборуваме за сериозно, подолготрајно нарушување на план на расположение, на план на волја, мотивација, губиток на чувство на радост, нереален страф или страф кој што се провликува подолго време, идеи на очајност, на безвредност, на безсмисленост, сериозно нарушување на функционирањето, тоа да не може да се грижи за себе, не може да стане од кревет, не оди на доктор, го запоставува своето здравје, да кажеме додека е бремена, никога не контролира бременоста, има зголемена злоупотреба на алкохол или на цигари и слично, недоволно исхранување, неспиење подолготрајно и соопштување на некои работи кои што, да кажеме, зборуваат токму за таа чувство на безсмисленост, безвредност и безнадежност, тогаш треба да биде тоа сериозно алармантна состојба која што ќе укаже дека таа жена и треба помош. Треба помош уште додека е бремена и треба помош и после тоа. Повеќе од 50% од младите се искажале дека имаат проблем со анксиозност, физичко насилство, вербално и емотивно злоставување, сексуално злоставување, дигитално насилство, сведочење на насилство во семејство и заедницата се само дел од причините за нарушено ментално здравје кај децата. Многу е битно да се одржуваат вакви информативни настани, едукативни настани со цел едукација и сензитизација на населението, но пред се информирање, што значи, како значи и информирање за оние трендови што ги гледаме на пореметување на менталното здравје, особено кај најранливите, кај младите, кај децата, почнувајќи од детската возраст, дури или кај адолесцентите понатака. Насилството се случува во фамилијата, се случува во семејството, нели, но се случува и во школото, се случува и во една пошироката заедница и многу е битно да знаеме, да препознаеме како кај помалите деца, како се манифестираат промените на менталното здравје, така и кај адолесцентите веќе, бидејќи се особено чувствителни и имаат своји посебни карактеристики, дистинктивни карактеристики во начинот на манифестација на тие симптоми кога нели одредена жртва страда од некого. Битно е да се акцентира дека како на запад, така и кај нас се следи тренд на пораст на промени на менталното здравје, особено кај најмладите, односно кај адолесцентите. И со тоа се битни вакви настани и битна едукацијата како нели во фамилиите, како во семејствата, така и во образовниот систем, за да може навремено да се препознае и рано да се интервенира.
Негативното влијание на менталното здравје кај повозрасните лица е сериозен општествен проблем. 2/3 пак од лицата кои што се сместени во домовите за стари лица пријавиле дека се жртви на некаков вид на насилство. Жртвите страдаат од чувство на тага, безнадежност, очај, истакна доктор Александар Ристевски. Знаеме дека насилството не препознава граници, а за жал е се присутно, односно ги зафаќа сите возрастни групи и премалку се зборува за сите, но еве сега, пошто бидејќи така ме прашавте, да ви одговорам и за возрастната популација. Нашето население и населението на планетата старее со технолошкиот напредок и напредокот на медицината, така да бројот на возрастни лица се наголемува, а истовремено, за жал, бидејќи нивниот број се наголемува и бројот на лица кои што страдаат од овој тип на насилство. Заради тоа, бидејќи е сериозен општествен проблем и преголем е бројот на луѓе кои што имаат потреба од препознавање и третман, потребна е ни е помош и од вас медиумите и од ваков тип на трибини каде што отворено ќе се разговара на проблемот, ќе ги препознаеме на време потешкотиите психолошки и ќе им се помогне на овие лица адекватно и на време. Раното препознавање, промоција на заштитни мерки, пружање на соодветна поддршка се клучни чекори. Пролонгираното дејство може да предизвика сериозни ментални растројства. Последните минути од Добро утро секој петок ги посветуваме, односно им ги отстапуваме на колегите од информативната редакција, зборуваме за значајни актуелности и секако тие се тие кои што најдобро знаат да го одработат тоа. Ова утро со мене во студиото е колегата Лазар Темелковски. Лазар, добро утро. Добро утро, Александра. Како си? Јас сум одлично, благодарам. Се надевам утринското станување не представуваше ни за тебе, ни за твојот гостин проблем. За мојот гостинот е синдикалец, сигурно не, за мене не би се кладил дека беше така. Што е на што ќе дискутираме во продолжение? Темата се преговорите синдикати, работодавачи и влада за пораст на платите во јавниот сектор, преговори кои што оваа недела се интензивира. И до некаде стигна, сега ќе видиме до каде. Повелете, ве слушаме внимателно. Благодарам. Гостин, како што реков, е Благо Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Господин Ралповски, по последната средба на економско-социјалниот совет беше кажано дека за многу кратко време ќе се дојде до заедничко решение. Реално близко ли сте во договор со владата? Она што можам да го кажам пред добро утро, добар ден на гледачите на Алфа и благодарам за поканата. Она што секако можам да го кажам дека имаше прилично доближување на ставовите. Барањето на синдикатите во делот на пресметката на плата во иднина да биде коефициент на сложеност на работно место по просечна плата, колку би растала просечната плата за претходната година, толку секој март да се усогласува. Мислам дека, не мислам, туку владата првично го прифаќа веќе тој наш модел и со тоа решаваме еден горлив проблем. Оние 5-6 години наназад, кога протестиравме, кога не сакаа да ги усогласуваат платите во јавниот сектор, сега би била веќе некоја друга ситуација, во која што ќе имаат обврска според тој општ колективен договор да се усогласуваат платите секоја година врз основа на порастот на просечната плата за претходната година. Тоа е еден добар исчекор. Исчекор е дека договоривме дека ќе има К15 за цел јавен сектор, значи збориме за сите вработени во јавниот сектор. Уште не е договорен процентот, негдека се манипулира од 30-40% од просечната плата. Има и некои работи во делот на превозот и храната што треба да ги договориме. Сега останува она најгорливо прашање, затоа што владата претходно инсистираше тој модел на покачување или усогласување на платите да стартува 2028 година. Сега е веќе договорено да биде март 2025, но останува уште еден проблем, а тоа е проблемот она што го должат како преку законот за минимална плата, членот 8, каде што треба усогласување на платите. Впрочем, ние во претходните 5 години постојано низ протести и штрајкови го баравме тоа. Некои грански синдикати успеа колку толку да ги усогласат платите, но платите во јавниот сектор останаа на тоа ниво. Се направи голема потиснување од најниската до највисоката плата, така да дојде до онаа популарна урамниловка.
сега се обидуваме во кој процент до 2025 година треба да се доусогласат платите во цел јавен сектор. Да. На средбата во понеделникот, претпоставувам пред тоа се договарале, вашиот став, мислам ставот на сите синдикати, беше дека ланската инфлација од 14,5% треба да биде основниот параметар според кој ќе се да се зголемат платите во јавниот сектор. Со оглед на тоа што вие рековте сега, просечна плата отпаѓа? Значи вака се. Малце се створи конфузија и збунетот во Три јавноста. модели ти беа: просечна плата, минимална плата и стапка на инфлација од минатата година. Така, вака сега. Малце се створи конфузија во јавноста. Ние ја бараме просечната плата како синдикати затоа што просечната плата секогаш највеќе расте и таа влегува со 50% во преспетката на минималната плата. Да, сега ни одговара трошоците на живот, инфлацијата 14,55, но сигурно нема да ни одговара следната или после 2 или 3 години. Се надеваме дека државата дека стапката инфлација да, дека конечно ќе закрепнеме. Нема да ни одговара ни порастот на минималната плата, затоа што ќе биде многу помало од порастот на просечната плата и да не се створи сега конфузија. 14,55 е инфлацијата, 12,55 е порастот на минималната плата, 10,9 е порастот на просечната плата. Ако сакаме, и мислам дека е тоа фер, беше согласено од двете страни, ако сакаме да ни биде основната плата, основен параметар за воиднина, за преспетка на платите во јавниот сектор, треба да ги усогласуваме според порастот на просечната плата. Затоа тој параметар и сега го зимаме во обзир и тоа се преговорите што треба да направат преспетки владата и Министерството за финансии, да видиме со каков модел, во каков процент и со колку пари ќе излезат пред нас и да кажат дефинитивно што можат да доусогласат до 2015 година. Со оглед тоа што го рековте сега, дека модалитетот е просечна плата, мислам че нека сте блиску до договор, затоа што и министерот без себе изјави дека начално они се согласни платите во јавниот сектор, како што били да се индексира според просечната бруто плата, и тој смета дека тоа би било во најдобар интерес на вработените. Во право сум, нека сте блиску со оглед на дека немате разлики. Да, блиску сме. За наше задоволство владата ова го прифати како модел. И она што беше првично и со закон за плати во јавниот сектор и со цел систем, значи како би се рачунале платите во јавниот сектор, веќе тоа отпадна, затоа што Македонија има закони, има конвенции на Меѓународната организација на трудот, која што ги има ратификувано. Со ова се дава шанса на гранските колективни договори, на поединечните колективни договори, да се доуредат платите во секој оддел или сектор поединечно. Но основниот модел и основниот параметар ќе биде просечната плата по коефициент настложена. Со ова, значи, се става еден крај на една голгота која што имавме во претходните 5-6 години, со разни популистички мерки и растење на минималната плата, платите во јавниот сектор паднаа под минималната плата. Ги спомнавте пресметките, колку што се сеќавам по состанокот во средата, Министерството за финансии си презеде обврска веќе утре дента да ви ги достави тие пресметки за да можете вие да донесете одлуки во вашите органи и тела. Ги добивте? Пресметките не се добиени, туку е моделот представен пред нашите органи и тела. Кој параметар ќе треба да го усогласуваме. Можам да кажам дека 80% од гранските синдикати на КСС веќе донесоа одлука дека тој модел е прифатлив со нив, затоа што се дава и шанса на колективното преговарање, сами во гранските синдикати да преговарат. Уште ја чекаме одлуката, се надевам дека овој викенд и таму имаме ТВ и ние сме поканети таму, одлуката на најголемиот грански синдикат при Конфедерацијата на слободни синдикати, СОНГ, каква одлука СОНГ ќе донесе и во која насока би се движела нивното делување во делот на усогласување на платите. Го спомнавте К15, меѓутоа регресот за годишен одмор. Прашањето ми е дали натаму искрено се преговара за целиот пакет или може да се случи регресот да биде колатерална штета на некој процент плюс минус? Па мислам дека искрено се преговара и јас кажав дека сум
пријатно изненаден дека искрено се преговара за целиот пакет. И мислам дека она што го разбра дека ова е начинот на кој што треба да се усогласуваат платите и дека треба да се дадат шанса на гранските колективни договори, затоа што секој оддел и секоја гранка има свои специфики, мислам дека е она што ни треба на нас како синдикати. Ви прашувам затоа што кога преговараат две страни, обично и двете помалку попуштаат, се повлекуваат од тие први, прават отстапки. Колку сте вие спремни да отстапите? Или во кој дел? Па мислам дека до сега барањата на синдикатите од 80-90% се прифатени од владата. Така да ова што се случи во минатото, пред се во последната година, мислам дека направи една големо обединување на синдикатите околу оваа тема. И тоа што сега владата го има дека синдикатите настапуваат заеднички пред незе и се надевам дека и јас и претходно кажав и таму на тие состаноци дека конечно ќе сватат сериозно колку е потребно да се покачат платите во јавниот сектор, затоа што во моментот имаме најниски плати во јавниот сектор во опкружувањето и единствена држава во опкружувањето, вклучувајќи Албанија, Косово, Србија, Босна, која што просечната плата во јавниот сектор е под просечната плата во државата. Добро. Ќе се вратиме повторно на преговорите и имам уште едно прашање. Со децени, омилена реченица на работодавачите или на директорите во Македонија е, или беше, вие ќе ми кажете, ако не сакаш ти, секогаш има кој да работи за оваа плата. Мисли дека таа синтагма, ако не сакаш ти, се уште е во игра, се употребува често? Не, тоа е веќе реченица која што ја имаат заборавена одамна. Јас кажав неколку податоци, веќе година и пол, две ги говорам. Она што беше со ковид кризата, Македонија имаше 811.000 вработени, додека ја завршивме ковид кризата во 2022, а сега не е поинаква ситуацијата со 690.000 вработени. Имавме намалување на вработеноста од 2,4%, но ние работници немаме. И тие работници кои што биле во системот на УЈОП дека земале плата, повеќе ги нема тие работници, тоа им е јасно и на работодавачите дека ја напуштаат државата и не само вработените во приватниот сектор и не само невработените и младите, туку се повеќе има напуштање на државата и работници кои што даваат отказ во јавниот сектор и заминуваат надвор. Јавниот сектор е обезглавен, тоа мора да се каже. Многу стручни лица веќе заминаа таму кои што беа носители на целиот јавен сектор и мислам дека веќе сватија и работодавачите и владата дека колку е битно да имаме луѓе кои што ќе можат да тераат реформа. Додека во приватниот сектор работата е веќе сосема друго, немаат работници, кубурат со работници, затоа платите се надаваат, например, во истиот дел еве трговијата, ќе земеме од маркет до маркет, се надаваат повеќе плата ќе даде за да обезбеди квалитетни работници, така да во овој момент мислам дека таа приказна е веќе завршена и таа голгота на македонскиот работник од 30 години заврши со размрдување на берза на пазар на трудот и со потиснување на потребата од работници со зголемување на платата. Добро. Овие преговори се водат во сферата на можното, колку државата може да одвои од буџетот за да ги покачи платите. Реално, претпоставувам и во синдикатот ваш сте разговарале. Колку е покачувањето, колку би требало да биде покачувањето на платата, на работниците зборувам генерално и за јавниот сектор и за приватниот сектор, кој што работникот прво ќе го направи задоволен. Со кејф, што вика народот, да доаѓа на работа, да почувствува дека е ценет, по таа повисока плата да биде и попродуктивен, на што постојано инсистира владата и на крајот на кришта да воопшто и да не помисли да замине во странство. Зашто пред малку зборувавте. Значи вака. Има еден момент, да, ние разговараме за тоа и правиме пресметки. Буџетот во 2017 година беше 3 милиарди, а 440 милиона делот за плати во јавниот сектор. Сега имаме буџет од 5 милиарди и 200-300, а буџет за плати од 540 милиони, тоа е негдека
неполни 2-13% само покачен. Ако буџетот се зголеми 70%, а буџетот за плати само 13-14%, добро е да знае јавноста, затоа што секојаш плюка по јавниот сектор да знае на каква дереџа е донесен и зашто е толку силно обединет. Мислам дека делот на порастот на буџетот од 70% остава простор, каде што порасна делот на плати многу малце, остава простор да владата изнајде пари и во тој дел го isfinansira тоа што го должи во претходните години. Добро е што им е јасно дека платите во јавниот сектор се веќе мали, затоа што и они самите, и како раководци, и како министри, очигледно не можат да најдат стручен кадар за да работи за тие пари, за да учествува во сите тие реформи или преговори кои што не ги очекуваат. А што е проблемот со Конфедерација на слободни синдикати? Мислам дека вие лично сте потписник на Остомачкиот акт на економско-социјалниот совет, не ве гледам во списокот на членови. Вака, сега, Конфедерацијата на слободни синдикати... Сега присуствувате на состаноци, така? Така, присуствуваме. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија е основач на економско-социјалниот совет. 2017-18 година, кога популистички растеше минималната плата и кога баравме ние усогласување на платите согласно членот 8, и ја напуштавме таа седница како орудие во кое што правевме притисок врз економско-социјалниот совет и врз владата и собранието, тогаш оваа власт сочека да истече репрезентативноста на КСС и не isfrли едноставно од економско-социјалниот совет, остана тие што беа подобни и што климаа со главата и дигаат два прста. Ние поднесовме документација и списоци на членови, каде што 3 години се одложија преку 25 седници на Комисијата за репрезентативност со разни изговори. Ние ја имаме целостната документација за тоа. Сега беше Македонија пријавена во делот на Меѓународната организација на трудот во Комитетот на експерти и тоа преку нашите сродни синдикати или таму каде што членуваме ние како полноправни членови, тоа е Европската и Светската конфедерација на синдикати. Нашите вработени во Министерството одговараат токму пред Комитетот на експерти обтужени од Светската и Европската конфедерација и една од грочливите теми која што беше наметната беше и репрезентативноста на КСС и зашто не се дава и зашто се чува фиока. Можам да кажам сега во овој момент, еве веќе СОНК има поднесено повеќе од 6 месеци за репрезентативност. Ние поднесуваме списоци, но комисијата повторно не работи затоа што нема член од владата и токму тој член треба да биде од Министерството за труд и социјална политика, кое што е одговорен за целата оваа гужва што се случува околу репрезентативноста на КСС. Пред се во јавниот сектор, каде што со списоците кои што ги имаме поднесено, јуните сами гледаат дека КСС е најголемиот синдикат во јавниот сектор. Не може да се одвиваат преговори без нас, не смее да се одвиваат преговори без нас, затоа што нашите грански синдикати се потписници на грански колективни договори и она што ќе биде договорено во општиот колективен договор треба се, за да има еден фер и коректен социјален диалог, треба се преточи во гранските колективни договори. Лично за вас ме интересира, се сеќавам, поправете ме ако сгрешам, еднаш бевте избркани од работа, мислам дека и 2 пати. Да. Претпоставам дека сте единствен синдикален лидер, ајде, да речеме на Балканот, не знам, пошироко. Не верувам дека во Германија некој брака синдикалци од работа. Каков е сега амбиентот за работа на синдикатите? Еве морам да кажам дека не сум единствен. Не сте единствен? Да, Конфедерацијата на слободни синдикати беше избркан уште еден лидер на грански синдикат и тоа подпредседател на КСС на транспорт и врски, беше избркан и председателот на синдикатот за гостителство и туризам од работа. Беа избркани многу председатели на синдикални организации при Конфедерацијата на слободни синдикати, можеме да кажам во синдикатот на Аварама, во затвор Скопје. Многу синдикални лидери беа деградирани и преместувани од работа, но еве после 5-6 години битки по судовите, морам да кажам, еве јас по втор пат го добивам истиот случај, по втор пат сум вратен на работа.
Сите лидери скоро веќе ги добија овие случаеви, само што траат многу долго, многу тешко, финансиски се исцрпувачки. Она што не направи, што направија овие откази, ова деградирање на КСС и овој силен напад, вклучувајќи ја репрезентативноста, само ние да молчиме, се створи една солидарност и единство во кое што сите излеговте многу посилни, многу појаки, каде што научивме една лекција дека правдата мора да дојде и се надевам дека испишавме една историја во синдикалното организирање, во делот на говорејќи за синдикалните права, за платите на работниците, во делот на зачувување на синдикалното организирање и во делот на добивање на правдата и одење напред како синдикат. Една страничка во која што се надевам дека во иднина и нашите деца или нашите потомци ќе бидат горди на тоа што сме го направиле во изминатите 5-6 години. Тоа што сега го говорам, не го говорам напразно, го говорам за тоа што во Конфедерацијата на слободни синдикати секојдневно има јавувања од разни организации, дали од јавниот или приватниот сектор, кои што сакаат да пристапат кон нас и сакаат да прават нови синдикални организации. Тоа значи дека нашата борба влодила со плод, нашата истрајност влодила со плод и она што влева надеше дека веќе довербата на работниците во синдикатот полека но сигурно се враќа. Ме интересира ова што сега се случува и од ова што вие го говорите и другите претседатели на синдикати, мислам дека ќе се најдете со владата за покачувањето. Зошто сега, нели можеше порано се направи? Платите не се ниски од завчера? Точно е, можеше и порано да се направи, вие сте сведоци, еви како медиум, колку ние сме протестирале, колку пресконференции сме направиле, колку пати укажувавме на сите овие работи, гранските синдикати низ кои се правеа и штрајкови за да добијат дел од тие средства кои што ни следуваат согласно закон, но очигледно дека некој не сакаше ова да го свати. Која е позадината? Може би има и политичка, вие сте медиум, така да проценете сами во кој правец се календарска во која ќе се случат два параизбори и председателски, може би е тоа сега не барам потврда. Па не знаеме. Не барам потврда. Нас не интересира, нас не интересира да се уземе правата на работниците, платата на работниците и така натаму. Јас ги исцрпев моите прашања, Александра. Повели ако имаш нешто? Секако, јас да слушам внимателно, дозволете ми да заклучам дека посебно ми се допадна првиот дел од разговорот, еден бран, свежина на надеж ни влеавте, господин Ралповски. Дозволете да ви поставам едно прашање. Зборуваме, досега ве слушам внимателно, фокус ви се платите на работниците, но јас би сакала да се задржиме и на платите на функционерите. Неудобна добија високо покачување, 78%, покачување кое што предизвика лавина реакции од јавноста. Вие имавте едно барање како синдикат дека сакате да се намалат овие проценти, односно да се врати на старата, се вратат функционерите на старите плати од пред 4 месеци. Како стоите по ова прашање? Дали се работи се уште и дали се уште би сакале да работите на ова прашање? Значи вака, пред се, она што беше покачување на платите на функционерите од 78% согласно закон, сега малце ќе се изразам безобразно, беше дрско и несовесно, затоа што ако ги покачуваат нивните плати според закон, требаше и нашите плати според законот за минимална плата да ги согласуваат секоја година. Очигледно таа лавина во јавноста што се подигна, ги натера да размислуваат поинаку и да седнат со нас да ги изголемат платите во јавниот сектор. Дали тие ќе ги намалат нивните плати, не знам, но знам дека од нашите информации што ги добиваме, платите на функционерите во Македонија се најниски во окружувањето. Секогаш како синдикат велиме, да, треба да зимате плати затоа што имате поголема одговорност, но немојте никогаш да не заборавите нас, затоа што ние сме тие што ја носиме таа одговорност низ работата во јавниот сектор и пред се работниците кои што го ствараат, ја ствараат онаа додадена вредност со која што функционира оваа држава. Да, прашањето ми беше дали се уште стоите за ова и дали се уште ќе вршите притисок кога се работи за ова прашање? Ние вршиме притисок, но кога е во прашање власта за незини лични интереси,
притисокот останува до таму да ние, остануваме на поентата, да, треба да бидете коректни и да го вратите она што сте го добиле несовесно. А од друга страна, морам да кажам еден пример во тој дел. Вчера гледаме дека протестира судските службеници. Таму беа и нашите синдикати, и на ССМ, и на другите национални централи. Има еден парадокс и една небулоза што се случи таму, а тоа е дека тие 15% што се во колективните договори што вработените во судската служба ги зимаа за колку толку да се усогласат платите, како додаток на плата, ги добиваа во 2021, ги добиваа во 2022, обезбедени се во буџетот за 2023, ги добиваа во јануари, февруари и март. Но за жал судски буџетски совет и судски совет одлучиле дека немаат од каде да земат пари да си ги покачат платите, што според закон било, па ги земале тие додатоци од работниците и си ги покачале нивните плати. Што мислам дека таков тој проблем треба навистина многу брзо да се реши и треба и Министерството за финансии да реагира тука, затоа што ова е нешто што е добивано, обезбедено во буџетот, не за покачување на нивните плати, туку за додатоци на плата на судските службеници и оние во судски совет, кои што се административни службеници, за колку толку да се усогласат платите. Благодарам за одговорот, благодарам за гостувањето. Лазе, благодарам и на тебе што ми правеше друштво во утро. Благодарам, Александра, и уште еднаш благодарам што ни остапи простор и време. Секако, задоволството беше моја, верувам дека и на гледачите. Почитувани, верувам дека овие 3 часа убаво се расунивте заедно во нашето друштво, дека ги задоволивме вашите апетити кога се работи за она што посакувавте да гледате на телевизија. Останете понатаму со програмата на Алфа телевизија. Знаете дека ние како програма, како медиум сме всушност вашето најдобро друштво.